Добро утро, почитувани слушатели на Радио Лидер, во уште едно издание на Еспресо со Златев и Боцевски, најновата политичка емисија која цели 4 години е пионер во подкастерството во Република, сега веќе за жал Северна Македонија. И во утринската политичка програма која што не постои освен оваа емисија. Сега више размислуваме сериозно да пензионираме како се вика, затоа што више сите почнаа да подкастираат. Ние можеби е време за нешто ново, некој нов тренд да наметнеме што ќе го прават сите за 3 години од сега. Ама со усул. Затоа што до сега видовме многу трендови без усул. Видите, на толку подкастери, ама сите да соберат вирус, не можат да се фатат колку така третина од еден месец за нас. Ивица, вчера имаше конвенција Стево Пендаровски. Да. Се презентираше. Иако малку е дубиозно ова, нели овој период е малку, гледам, таму беше и слоганот, таму беше и бројот, по законот сме по некоја сива зона. Океј, сега, дали е законски или не, во овој момент да се тера кампања не е толку важно прашање, затоа што тргнато е, сакаш да кажеш. Тргнато и така. Добро, ама види, ако веќе може да почека 2-3 дена. Па тоа, ако веќе ставиле, ако веќе има закон и ако се кандидираш за председател, тоа треба да го подпишеш. Може до четврток, од четврток почине, така? Да. Значи, и сега види, гледам таму и слогани, гледам таму и бројките, по законот не сме. Сега кој ќе плати казна? Или свесно да платат казна? Мислам, и тоа може да е. Знаеш, слоганот на Пендаровски е нашиот председател. Морам да кажам дека вчера одличен говор имаше првата дама. Го следев настанот. Елизабета отвори се нешто друго, не со првата дама, што може да каже? Не, значи која прва дама немала одличен говор во било која кампања. И не само ова е во некаков континуитет. Госпоѓата Елизабета Георгиевска, професорката, нели, Елизабета Георгиевска, која му е сопруга на нашиот председател, во континуитет го засенува, морам да признаам. И претходно тоа го коментиравме со неколку дипломати кои ја слушале, не знам, имало некаков настан, дали беше во Куршумлијан негде, некаков хуманитарен настан, и кога ја слушнале како зборува, рекле, по оваа жена е далеку по-квалификувана да биде председател на Македонија од господинот Пендаровски. Сериозно ви кажувам. Сега види, тоа е светла точка за Стево, значи ако нешто треба да биде така, значи на сите нас, нашите, нели, сопруги, партнерки, девојки, како сакаш наречи ги, треба да не засенат. Тоа е идејата, нели? Океј, само тоа да кажам. Затоа постои тој однос, нели? Првата дама така? Извонредна синоќа. На настанот зборуваше и Димитар Ковачевски Таче. Зборува пар поддржувачи на Стево Пендаровски, како Рамадани, една госпоѓа која не ја познавам, а зборуваше и на моje лично разочарување огромно и Ристо Вртев. Не затоа што го поддржал Стево, Ристо Вртев. Мислам, тоа е право, секој има да поддржи некого. Тоа е... Не, секој има право да поддржи кого сака. Тоа е апсолутно, да. И не му го негирам тоа. И најлегитимно. Право на господинот Ристо Вртев, но љут сум му затоа што во мојата младост бил некаков синоним на алтернативното гледање на работите. А доколку во една држава сте авангардни, имате мисија да бидете надвор од дневната политика и да бидете надвор од изборниот процес. Дури и ние, кои сме дневно политички работници, условно кажано, ако треба некако да се дефинираме, дури и ние се трудиме што е можно повеќе да бидеме над состојбите, над партиските балони,
над лагите кои сега ќе ни ги кажуваат во изборите, се обидуваме да најдеме и да промовираме некакво рацио, да промовираме некако поинаков начин на функционирање. Може би не ни оди, може би сме лоши во тоа, но се трудиме. Ристо Вртев, како автор, како поет, како човек има една таква мисија, барем според мене би требало да има во општеството, а тој еден андерграунд уметник, подржа председател и на крај подржа актуелен председател. Беше авангарда, сега да бидем искрени. Тоа што авангардна во 80-тите и 90-тите денеска не е авангардна. Меѓутоа да, аурата има таа од тој период. Сега е мејнстрим, така. Па види, прво тачно, Архангел е сега мејнстрим. Беше на времето не само што е мејнстрим. Архангел не може да биде денес авангарда затоа што многу долго време не издава музика. Точно. Значи тоа е прво. Да. Второ, и покрај тоа што многу долго време не издава музика, Ристо Вртев се прошета прво на НАТО фестот, ако се сеќаваш во паркот. И како не се сеќам добро. А тој смешен настан на кој не убедуваа дека сме влегле во Европската Унија. Потоа се прошета 2-3 пати на еден така ефтин дневно уметнички настан да прими некаква награда, па пееше таму, но зарем уверувате на Ристо Вртев? Веќе одам на тоа, не е тој човек, овој на сцената е некаков привид кој ги нуди сите можни облици, кој глуми Ристо и ужива во досада. И веќе одамна. Да, и ужива во досада. Не е можно Ристо Вртев да отишол да говори на ваков настан, на кој на сите возрасти им нудат нови радости, а тие најдобро знаат што ни е потребно. Знаат и што е модерно, се што е скроено. Всушност, кога подобро ќе размислам, постојано си ги преценувам хероите од младоста, како што е Ристо Вртев. Кога ќе погледнеш што направил како човек, а не како уметник, ќе дознаеш дека тој е само уште еден човек без име и презиме. Застанал пред оној идол над зидот, да не речам насмеан крвник, и бара од нас да станеме послушни деца, построени под знамето. Земал долар да изневери, по уште долар да заборави. Сигурно затоа што сепак под црпи чекан тој е роден и такви се тие. Сега, како звезда пред колапс, фрла последен зрак светлина и тоа на Стево. Каков глупав крај. Сигурен сум дека така осамен и уморен не стигнал до неговите $1,000,000, туку се продал за некаков ситнеш. Нема потреба да му се лутиме, затоа што сепак е само еден обичен смртник без концепт за револуција. Нека му е со среќа што изел до трошка што небото дало, нека ги пополни сите резерви на сало. Ете го, со Стево ќе тргне на пат во Европа, каде ќе ја однесе својата провинцијска слава со смикнати гаки и опинок во глава. Ако не земал пари за да ги каже овие безсмислици, тогаш сигурно го следал својот инстинкт на гений самоубиец. Се со ова стихови прилагодени, нели, за него, а се негови стихови. А јас, вака од страна, осамен и уморен, можам само да жалам што сум го слушал ова с рање кое го изнапишав погоре, верувајќи дека од овој провинцијски дух може да излезе нешто прогресивно. Го оставам Ристо Вртев во прав и заборав, во гнилежот на сите негови ситни пакости и разорни глупости. Ова се негови зборови, прилагодени за него, од мене, од моја страна. Не сум јас некој автентичен поет, никогаш не ми одела поезијата, но така е. Неговата поезија му ја прилагодив нему. Може една поезија сега од Стево Пендаровски ти прочитам. Значи препевот на Љупчо Златев на Ристо Вртев, сега одиме со Стево Пендаровски.
Вчера кажа дека ќе продолжи да го критикува криминалот и високата корупција на било кој во државата, вклучувајќи ги оние кои го поддржале и гласале за него. Добро. Ова е поезија. Види, знаеш што, Ивица? Ова е измислица. Знаеш што? Поезија. Значи, Кој криминал го критикува? ја еве му нудам Не, на Стево за Пендаров. Митринео, што кажа? Ајде. Дали Не, си... што кажа за Митринео? Еве се. Еве, одиме понатаму. Еве. Така, 1 евро за вицето, што кажа? Абе, остај го тоа. Што да остане? Значи, чекај се. Председател не му е работа да критикува. Што му е работа? Председател му е работа да презема действија. Председател може да каже нема да ви подпишам ниту еден закон, се додека не го направите ова што додека не ги искорените овие појави. Еве, да речем Митилинеос, не ви подпишувам. Проблемот знаеш што е со критиката? Ако сака Стево да критикува, му го нудиме, нека се повлече од председател, нема потреба да се тркне, му го нудиме радио лидер, еве, ја ќе се повлечам или ти, небитно, еден од нас, кој му се свига поише да му биде Може и партнер. двајцата бе, нека се избере партнер. Не бе, не, сега тројца многу ќе биде оптеретена емисијата. Еве, ја ќе си идам од емисија, нека биде еспресо со Боцевски, Пендаровски и ќе се изборите секој сабајле, ќе си критикувате. Ама не држава да водите. Исто или може и еспресо со Златев и Пендаровски да биде. Нема никаков проблем доколку сака да критикува. Работата на председателот на државата не е да биде критичар. Тој треба да води. Скоро имав полемика со една друга политичка партија кој не и се допаѓаше како биле распоредени вестите, нели, на нашиот сајт. И јас им велам, абе ние вие држава ли водите, вести ли уредувате? Истото важи и за господинот Пендаровски. Не му е работа да биде критичар. Ние си взимаме плата да бидеме критичари. Ние ќе критикуваме. Вие треба да работите, господине Пендаровски. Вие треба да ги донесете промените во нашето општество. А не да бидете критичар. Ако сакаме критичар, има многу подобри критичари од вас. И на лево, и на десно, и на центар, сегде. Има. Има, ама интересно ми е ова, ќе продолжи вика да критикува високата корупција. Која, што критикува, ајде? Ланскиот снег, да. Тоа го критикува. Само, уште ова, во однос на Ристо Вртев, кој го спомнав претходно, истата реакција ќе ја имав и доколку Ристо Вртев ја поддржаше Гордана Силјановска-Давкова, или Билјана Ванковска, или Стечи, или било кој. Мене ми пречи тоа што луѓето во Македонија заборавија дека Не, ма еве, ова е да бидеш... вика ги критикува сите и тие кои ме избраа, бидејќи не барав мандат за крадам од народот, туку да му помогнам да живее подобро. Кого критикуваше Стево Пендаровски? Дали го Ама што имаме ние да го критикуваме? го подпишали законот со измените, ги подпишали измените за кривичниот закон, ги подпиша. Зошто ги подпиша? Зошто ги подпиша? Еве, се зборуваме искрено, тоа е амнестија и за едните, и за другите, и за третите, и за петите. Зошто го подпиша? Не ми е јасно. После еве го ова. Ветинг. Шо ќе ни се сега чистки, ајде. Ветинг на политичари и судии. А зашо постојат институции? Државната комисија за спречување на корупција шо прави? Обвинителство шо прави? Полиција шо прави? Имотот. Ајде бе, нека го проверуваат имотот. Значи ова е веќе ми е здодевно ова со проверките на имотот, мора да ти кажам. Не, и не само тоа. Веќе ми е здодевно. Ајде бе, проверете го више тоа. Не само тоа, не 2 само милиона тоа. држава имотот. Кај нас, ветингот и проверките Не само не кај нас се- било кај светот, ова е, сака да каже, сака да прави чистка, измислена, Не само што не прават чистка, тие прават легализација. Знаеш? Не само што не прават чистка, еве сега пример ќе земам. Ајде провериме имот. Венко Филипче, вчера објавивме ние како сајт на Лидер МК фотографија дека се вози, поседува Ауди Q8 која чини негде околу помеѓу 90, 80, 75 и 120 илјади евра, 130.000 евра, зависи од ниво на опременост. Верувам дека неговото е некоја од поскапите варијанти. Еве сега ја едно прашање да поставам. Како може на чесен начин со министерска плата, која во пола од неговиот мандат беше негде 1500-1600 евра, Не 1000 и нешто.
1000 и нешто, После 2000 и нешто. Ама не, он не ни го фати, мислам, Не го покачувањето. фати, не го Да. фати. Или пак докторска плата, која е исто околу 110.000, 107.8, да си приуштите ваква кола, да си. Не може. Како? Не Јас може. заработувам малку помалку од ова, тука негде од прилика месечно. Како? Тебе не може. Како со плата? Ова со честна плата и 3000 евра плата да имаш, не можеш да си го дозволиш. Затоа што прво треба да живееш, да одиш на одмор, да јадеш, да пиеш, стамбено прашање, да речеш. Со плата не и може. така. Со плата не. Со плата ова не се купува. Со плата не се купува. И прошетајте се низ Скопје, кај ќе видите скапо возило, шансите да има корупција се над 99%. Се извинете, вака, ама таква е реалност. Таква е реалност. Затоа што малку се оние со приватен бизнис кој плаќаме данок и кои успеале да ги заработат овие пари. На чесен начин. Многу малку, серувајте. Не може бе, како ти ќе возиш кола? Филипче, му ставиле шепа, заборел да плати паркинг. Веројатно мисли дека се уште е во оној списокот на градски паркинзи. Нели кај што не плаќаа паркинг функционерите на СДСМ, сеќаваш на тој скандал. Па му ставиле шепа, видов. Но не може да возите ваков автомобил од докторска, па дури ни од министерска плата. Ивица бил министер, имал плата, се вози со седмица на Сабајле доаѓа на работа. Добро сум се возил со Мицибуши Да, се возел, Лансер, да. Мицибуши Лансер, кола која кошта негде нова да ја купиш од салон околу 20.000 евра. не бе кај толку. Тогаш беше, сега е 20, тогаш беше помал. 13.000 евра беше тогаш. Да, на лизинг. Купен. Да. Тоа може да си го 13.000 евра дозволи беше. човек со Да. министерска плата. Тоа може. Точно тие што живеат од плата. Повеќето живеат од плата. Ај сега да бидеме Ама- искрени, меѓутоа тие што не живеат од плата го прават лошиот. Ова не е Од одивење. да, така И е. сега да се разбереме. Да се разбереме. Проблемот во нашето општество е што нашите херои се вакви. Нека застане сега Коко Бојаровски со фамилијата, затоа што тие го иницира аплаузот за Филипче и нека му аплаудираат на Филипче додека тој се вози со ку осмицата. Секогаш му прави аплауз на Филипче. На човекот кој 15 луѓе му изгореа во модуларната болница од Тетовка, а го гледавме документарецот нулело и видовме кој е главен виновник за тоа што се случило таму. Кој не ги спровел контролите, кој не направил се како што треба. На крај директорот сакаа да го затворат, иако целата постапка од почеток до крај ја води Министерството за здравство, во кое во тој момент министер е Венко Филипче. Видовме што се случи со клиничкиот центар, кој не се изгради и 20 милиони евра годишно плаќаме пенали за тоа. Неговите екзибиции и предизборни популизми во пенали не чинат 20 милиони евра. Само тие парите од пенали 20 милиони евра Тоа да ги ги земеме. рачунаш и двата, и Годишно. едниот и другиот? Да. Мислам нели и овој штипскиот што Не никој знам како изгради. се ја видов цифрата кумулативно. Да. Па тие 20 милиони евра да ги земеме сега, што ги даваме така во празно во пенали и да ги на банките кои европски, кои светски кои одобриле кредити и да ги земеме тие пари и по 1.000.000 евра да даеме на секоја клиника. Па знаеш ли како ќе не изгледаат клиниките? Сега да земеш 1.000.000 евра у секоја клиника во држава, во 20 клиники во држава да вложиш. Знаеш ли како ќе изгледаат? По 1.000.000 евра. Ќе изгледаат како систина. Поубаво. Поубаво ќе изгледа. Да влезеш внатре. Но не. Не. Идејата не е нашите клиники да изгледаат добро. Идејата е некој да земе пари и да вози ку осмици. Липчо, ова убаво го кажа. Значи, пред некој ден зборувавме, нели, ја покрена на темата Ердоган, така? Да. Знаеш ли што ме изненадува кога оди човек во Турција и кога вози низ Турција? Се надоврзам на ова што го зборуваш. Например, возиш, нели, на одмор од Турција, од Скопје тргнуваш со возил, така.
И се не одиш ти само на ексклузивни места покрај плажа. Можеш така. Меѓутоа можеш и средина, и за надоле. И се влегуваш во нека турска варошица, да кажем. И гледаш навечер дека најубаво изгледаат, најосветлени се и најпристојно изгледаат болницата, училиштето, полициската станица. Значи, видливите символи Турција, дозволете кажам, видливите символи, многу во изгледаат, пази. тоа што Турција баш не е некој синоним за јавно здравство, да се разбере. Нешто ти кажам, ми заличува на еве, јас сум се импресионирал како дете Германија 80-тите, 90-тите, баш така. Влегуваш во градче германско и гледаш онаму кај што е видлива државата, училиштето, гимназијата, пожарната, полициската станица, болницата, значи изгледа прекрасно. Тоа Зошто? е Затоа што тоа е државата, така. Тоа сме сите ние. И убаво кажа. Значи тие 20 милиони евра да се стават во сите болници во Македонија. Пак е кревети, знаеш какви ќе има, не она не мислам лудило е до кај е стигната работава со нашите клиники, какви се руинирани, гнасни, под човечки стандарди и така натаму, а они даваат 20 милиони евра пенали за клинички центар кој него ни почнале, ни експроприација на земјиште не направиле. Значи, комплетна неодговорност. се ова што кажав е доволно за доживотен затвор. За Филипче. Ајде, не Но, види, ја го разбирам него зашто е он сега пратеник. Ја го разбирам. Суштината е дека тој треба да има имунитет. И некој знаеш дека ми е генерација. Здрави живи, мислам, нема веза. Школска. И токму заради тоа викам, не му вредеше се тоа. Не. Он е сега пратеник и ќе го прифати мандатот. Само за да има имунитет. А Зоран Заев го промовира за пратеник, за да има после со што да се пазари со ВМРО ДПМН за случај, нели ВМРО ДПМН да не може да најде албански партнер да стигне до тие 67, па он да им нуди пратеници. И така мислиш? Тоа е идејата на Заев. Тоа е идејата на Филипче. Добро. И цело СДСМ во моментов се кловнови и заложници на ова и вклучително и доскорашниот премиер Димитар Качевски Таче се кловнови на оваа идеја на Заев и Филипче како да се спасат од енормниот и досега незабележаниот криминал кој го направија. Тие имаа некаков мит дека Сашо Мијалков и Никола Груевски украле милиарда од Македонија. Сега не знаеме, може стварно украле. И поитаа да ги стигнат. Тоа им беше целта. До каде би така бе? Па направија многу пари. Зато сега да седнам што све не направија. Простиот данок на добивка 100 милиони евра на тето. Данок на добивка да ти простат. Си направил добивка и они данок ти. Во година кога немаше енергетска криза. Направија огромни криминали со изградбата на патиштата, на болниците, на ковид кризата, на вакцини. Сегде каде што можеше да се украде, украдоа милиони. Милиони украдоа. И сега се обидуваат да се спасат. Филипче да добие имунитет, а Заев да добие пратеници. Ако сакате, можам во некој од наредните денови да ги погледнам листите на СДСМ и да ви кажам кои се пратениците со кои Заев утре ќе се пазари со ВМРО ДПМН за да не оди во затвор. Мене ми ова малку... Не верувам дека од таа страна ќе прифатат. Ако прифатат, нека им служи на чест. Ќе станат исти како СДСМ, не верувам дека. Што не е идеја, нели? Значи, не верувам дека. Тоа не е идеја, така ли? Не сакам да верувам дека ќе прифатат и мислам дека нема да прифатат. Но јасно е која е интенцијата на Заев и која и Филипче се враќа во политиката само за таа цел, за да се спаси и да му даде на Зоран Заев пратеник плюс
за спасување и преговори. Филипче нема мисија да продаде политики. Погледнете го што излегува и кажува 90.000 денари ќе дал плати за медицинските сестри. Пак ако го направи тоа ќе пропадне цело примерно здравство. Затоа што во примерното здравство сестрите кај матичните лекари, ако не им даеш 90.000, они ќе отидат у секундарно и терцијарно. И што ќе правиме после? Ќе остане таму без. Ќе ги пропаднеш приватните клиники кои немаат пари да им дадат 90.000. Све ќе пропаднеш. Ќе направиш туку така одело. Тоа ќе дале 9, мислам глупости. Сега може да кажам тука, дечки, ќе ви качам вас сите тука плата по 5.000 евра. И ќе се смееме додека ни каснат веќе 2 плати. И ќе се надеваме за некакво подобро утро. Светла иднина. Така беше. За светлата иднина. Добро, види ова. Не знам, не се покажа како говорник, например, Филипче. Се согласуваш со мене? Како? Не се покажа како говорник. Како Како говорник? Ајде да видиме зашто се залагал. За ништо. Кој му се политичките идеи, кој му е политичкиот светоглед? Еден негов колега да го себе сретна случајно, нема да го именувам кој е нормално. И му велам, добро, колку му е доста? Ще правиме муабет. А го познава подолго време, вели, нема доста, вика. Он нема лимит. Нема крај колку му е потребно да земе. Не постои таква мерка единица. И тоа е проблемот. Тоа е суштинскиот проблем. Тоа е причина. А Стево Пендаровски, нашиот председател, он ова ќе го критикувал. А што не го критикува? Ама не. Ама еве некој критикува. Не ми треба да го критикува. Гајле, еве ја ќе го критикувам, нека не ми го зима лебот Стево Пендаровски. Он требава да го смени, не да критикува. Еве делот за последен од вработените и ми пишуваат што е ова, вика, со качувањето на плата, вика, вистина ли е дека ќе плати или не слушнале добро, што било работава. Гласајте за мене, иако не сум на листа и ќе добиете платата. Кога сме кај платите, а? Кога сме кај листите, доцна синоќа Данела Арсовска поднела изборни листи во изборна единица 1, 2, 3, 4 и 5. Да. Чекај да видам поточно, дај да видам, само да видам од мојот извор од нејзината кампања. Тоест, во 1, 2, 3 и 4, во 5 и 6 нема лист. Зашто? Веројатно не може луѓе да најде. Добро. Добро. Во најава е најголемиот дебакл кој еден актуелен градоначалник на Скопје го има. Ти очекуваш дека ќе поднесе да освои било како пратеник? Ја не очекувам, да видам искрено. И јас не очекувам да освои повеќе од 1000 гласа во било кој, затоа што партијата не е со собрани потписи, туку е купена од Оровчанец. Добро, и тоа е И тоа е начин нели да се дојде до партија, претпоставувам. Од сега сме има ово утро соопштение. Ајде да чуеме. Голем скандал, лажните анкети на МТВ се нарачани од штабот на ВМРО ДПМН. А тоа мислат на вие, ние рековме утре ќе анализираме, да нема сега. Така рековме? Да, ама ти велат дека се нарачани од... Па добро, еве, нека извадат кои се порелевантни. Ајде да кои се? Вика, пази го сега ова. Предвидува креирање на емисија 2 пати неделно со анализирање на анкети на ИПИС на Владимир Божиновски, какви што веќе се емитуваа на МТВ. Дефиниран и составот на гости во емисијата да бидат аналитичари, и тоа 3 опозицијски и 1 од власт. Каков е тој аналитичар од власт? Мене тоа ме интересира. Не знам. Значи,
Сакате да кажете, они сакаат да кажат дека Петар Ацовски го плаќа власта? Појма не. То што ја колку што знам Петар Ацовски не е дел од власта, човекот. Така? Нема, што е Пријател не, што е другари не. критиката? Сум се работувал со него, има маркетинг агенција, он приватно Да, работи. ама што е критиката, кажи ми? Какво е тоа? Какви се тие аналитичари од опозицијата и аналитичари од власта? Што сум ја? Новинар од опозицијата? Не бе, дечки. Јас сум новинар. И утре кога ќе го критикувам ВМРО, кога ќе дадат на власт, што ќе бидам? Новинар од опозицијата пак ќе бидам? Не бе, ќе си бидам новинар. Новинар. Аналитичар од власта и аналитичар од опозицијата. И второ, не постои аналитичар. Педжа е политиколог. Ивица Боцевски е политиколог. Бранко Геровски е новинар. Согласувам. Алберт Муслиу е градежен бизнисмен. Овој као се викаше Аги Мионус е... Што е Аги Мионус? не би текно. Добро. Ова, слушај, мора да кажем дека Бранко Црвенковски оставил трага на твојот. Това ми проделува на она негована фамозна зашто е бе джуниор експерт текнува. Не, Аги е за нешто експерт. Зашто? Има некој експерт. Знам, има нешто работено во одбрана во. За пиар е експерт. Комуниколог. Точно. И ја кога се начукам во кафана сум комуниколог. Комуницирам, имам најразлични нивоа на комуникација. Ај пак е моето прашање. Да. Сабајлево јак ли беше доручекот според? Па, инспириран сум нешто, не знам. Види, сега морам да кажем дека дека во определени кругови во Македонија се постава прашањето за твојата близина со Стево. И сега вчера го виде, он имаше еден настап, нели? Абе, сакав и ја да зборам вчера и не ме пуште и сега фрустриран сум. Еве, Јупче Јованов пишува, не си ти, не си е споено. Значи, не си е споено. Не си ти новинар, ти си исто споено. Дувло на ДПМН е моментално. Значи, јас сега дали сум новинар или не сум, тоа е полемика за други времења, али дека ти си неписмен, тоа нема полемика, очигледно. Инаку види, Се не знам како да ти почнаме пак на Твитер некои ботови, гледам мотови, тие такви работи, не знам дали Шо прават се? Паш тролаат и тие ситуации, што за мене е вака интересно. Почнаа пак некои такви ликови да се јавуваат, ништо посебно. Вика, дали вчера имало многу луѓе кај СДС и уште толку надвор или се фалат само? Па сега, на толку запослени во изминатите години, ако не може да ја наполнат Борис Трајковски, не беше баш полна, нека се утепаат, што да им кажам. Види, знаеш дека јас не ги сакам тие анализи. Тие се глупости, ме разбира. Политички субјекти кои во изминатите 30 години 100.000 луѓе имаат запослено и ги имаат уименик да им се јават. Ај, доете сега. Ако не успеат Борис Трајковски, кој собира колку има, 10.000, 7.000, 5.000, појма не, нека идат, нека се утепаат се, што да им кажам. Мислам глупости. Имало ли, немало, сега ќе мериме. Таму беа толку, ваму беа волку. Ќе видиме на избори кај биле колку и тоа е тоа. Не си ти новина, иначе не сум дувло на ДПМН. И не го викајте само ДПМН. Тоа е вториот дел од нивната партија, оди си имаат напред се. Пратенка. ВМРО. Добро. А инаку не е баш многу убаво станче ова што ги имаме. Може да дојде да го видиш дувло, да. Прекрасно е. Види, мало компактно. Ајде идеме на куса пауза, после идеме со села и клучевите. А где е печат? Да, имаме повторно. А где е печат? После идеме со... ќе обараме печатот на села. Останете со нас, почитувани слушатели. Се гледаме за кратко. Абе, Ивица,
ова што го зборевме за со анкетиве емисииве аналитичарите. Добро. Само збори микрофон те молам. Како и секој. Ова било класична, бе сега дознав упоузава. Класично удбашка фора као онаа на Чаушот. Се сеќаваш на онаа лагата со личните карти. Што ја ваде? Сега, вчера Портал X, тој е на Фуркан порталот, објавил во пресред на претседателските и парламентарните избори оваа пролет ВМРО ДПМН ги запали своите пропагандни мотори. Се чини дека шемата е слична на оние што сме навикнати да ја гледаме, а и јавниот сервис МРТВ е дел од тоа. И наводно вадат некаков документ, пратиш? Да, се пратам. Во кој ова со анкетите на МРТВ било некаков овакво што е, како се вика, некаква партиска стратегија да се направи и на документот што е стратегија како да се прави ова со анкетиве, подпишани се тројца таму од ВМРО ДПМН, директорот на Центар за комуникации на партијата и уште двајца. И сега прво, луѓе, вака да ви кажа, бате љупче. Прво, јас сум работел и во невладин сектор. Сум бил дел од СДСМ, сум дел од медиумите подолго време и така натаму. Доколку политичка партија прави ваков пиар заговор, како што вие велите, никој не е доволно глупав да креира документ и да се подпише на истиот. Океј? Ова се гледа, штом спомна дека се бил во СДСМ, почна како бюрократ да зборуваш, да креира документ да се подпише на истиот. Ова како да гледам документ, знаеш, од Министерство за локална самоуправа. Ама не, сега правиме заговор ние како на преку МТВ, сега ВМРО правиле заговор и доле се подпишале. Вау, зошто да се подпише? Па не, познати се, види, тоа е позната пракса, нели, сите светски заговори за себе остава документ. Watergate. Прави ова и се подпише, се подпишало, жите се. Чек, ајде да откриеме Watergate. Watergate како го открие? Да, немаше подпишување у Watergate. Него што имаше? Него ги фатија како провалници пробиваат во штабот на Демократската партија, тогаш во опозиција, и обида да се заташка таа работа, откри дека имало заговор, документи не се најде. Не, види се, колку се само глупави, часови и часови слушаат таму нели ленти на Никсон за да најдат дали ВМРО направиле демек заговор, доле се подпишале. Зошто? Оперативен план направиле како со анкетиве на МТВ тоа да изгледа, толку аналитичари вакви, толку онакви, и доле се подпишале. И вчера тоа го објавува еден портал. А не види. Да, и Сабајле во СДСМ има реакција на тоа и денес, пошто сум бил СДСМ и знам како функционира, денес ќе имаат пресконференција и вечер некој во гостување ќе го каже истото и сите ние треба да им веруваме. И толку. Ова многу ме потсеќа на падот на Груевски. Ужасно многу, морам да кажам. Така да кажеш, дури со вакви глупости почнуваат да се бават тогаш. На сила, сака да се. Ја не знам дали го правиле тоа ВМРО. И ти од МТВ ми се озбилни, и Влајко ми бил професор, ми е и Пежо Келик, тука често ние гостин си го викаме точно. Исто е феноменален. Секој од нив си има позиции и ставови животни, партиски, политички, какви што си ги има, тоа е на страна. Ама дека некој креирал документ за ваков заговор, онака, апла се гледа глупшчина. Каква смејурија, човече. Мислам, не знам што друго да кажам. Дај фокусирајте се, направете нешто, немојте со вакви смешки да се бави. Крај крајава, еве, речете му на рейтинг, нека извади анкета дека победуват и готово. Ако више. Ама мислам дека и он се срами сега да даде таква анкета. Види, дали Спасов ќе собере храброст да даде анкета дека СДСМ победува? Како единствена рационална агенција, единствена објективна агенција. Еве. Коцката е фрлена. Алеја јакта ест, а? Да. Добро. Еј, че? Еве бе, ни стигна, како се вика, на Данела листите од 1 до 4. Да чуеме.
Носител во единица е Данела Арсовска. Втор, трет, четврти, пет, не ги знам кои се. Мислам ги гледам, ама Александар Кузинаков, Виктор Панчевски, Даниела Чолческа, Иванчо Именски не ми значат ништо. Во изборна единица 2 носител е Драги Митковски книга. Ама ти го додаде книга, вероятно, или? Да? Ти го додаде книга. Ја мислев дека го викаат книга затоа што многу книги читал. А него го викале книга затоа што бил книговодител. А тоа ли е? Добро. Да. Ја мислев ој нешто писател, како се вика, фанатик за книги, колекционер, издавач. Он бил книговодител. Гоце Трајковски ништо не ми значи, Дијана Неделковска ништо не значи, Кирил Петков појма немаме кој е и Мартин Ангеловски исто така не знам кој е. Во 3 Ирена Витина е носител. Ирена Витина е таа беше у ВМРО, па советничко ВМРО беше, па отиде со Данела. И у 4 е Ана Цамбулева. Како? Коре Блажо Настов. Ана? Цамбулева. Ништо не мислам. Блажо Настов е втор, по презиме валјда е некој кавадарчанец. Иако не го знам кој пушкајнес го има тоа. Дженгис Мемедовски е на 3-то место. Ристе Маркот и Сократ Ефтимовски. Сократ е кај Данела. Дали ме кај ќе отидат Платон и Аристотел? Знаев дека. Не знам. Очекував ова. Епикуреволевица. Да. Затоа што Хактан Исмаил е А чекај, само ај прочитай ги уште еднаш. Ај епикуријанец. прочитай ги уште еднаш минјава, ајде. На носителиве? Да. Значи Данела Арсовска, Драги Митковски книга, Ирена Витина и Ана Цамбулева. А немаш Кирил Петков таму? Кирил Петков имаше еден, мислам. Да, Кирил Петров. А Петров, добро, затоа што еве ми реагираат луѓе вика кај бе Кирил Петров се Кирил кандидира Петров е Македонија. овој. А Петров, добро. Иако ја ваljda сум го сгрешил. Да. Вика Кирил Петков во Македонија се кандидира, тоа е. Мој друже. Значи од се тресеше гората, се роди Сократ. се роди Сократ. Платон и Аристотел, како рече, уште не знаеме кај се. Види, кога дававме за Симон име дома предлози, ја имав така неколку луди предлози Например? за имиња. Уште веднаш беа одбиени, вака. Да, Абрахам некој така натаму ми рекоа, се да го утепаме детево. Добро, по македонски Аврам, така. Да, и Аврам сакав, ама ми рекоа, ај. Да. Да не имаш некој во фамилија, не. Нама ли доживе? Да, има. И Софокле. Добро. Има и Викентије, тие, знаеш, постарите религиозни. Така што тука може Пахоми е убаво име, ама го испрелја овој владика од Србија, иначе. од Врање. Од Врање го направи малце така. Педофайл нейм. Него Абе за влади, добро, ајде. Сите може да се критикуваат, вклучително владиците во право си, да. сите може да се критикуваат, владиците најмногу. Па види, Тоа е. сега, кога некој ќе избере за себе не само професија, туку и животен повик, нели? Да се откаже од сите земски задоволства за да иде на таа позиција, тогаш се разбира дека критиката треба да е најсурова. Ние имаме еден човек кој сака да се бави со критика, а не со водење на држава, тоа е Да. Стево Пендаровски. Па ја имам и слоган за Стево, зашо? Стево Пендаровски. Безобзирна критика на се постоечко. Или Она од а може и вака, Да. знаеш, Стево Пендаровски, нашиот аналитичар. Нашиот аналитичар. Ајде тоа нека биде. Па нашиот, Ја мислам дека ова е добро. тоа е подобар слоган, Не, затоа што не е нашиот аналитичар, председател, да. очигледно, да. Ова е добро. Стево Пендаровски, нашиот аналитичар. Готово. Одиме. Сега ќе ги поканиме, мора да ги поканиме сите кандидати у кампања.
иако мислам дека ќе ни дојдат само, ние ќе ги поканиме сите, но ќе соберат храброст да дојдат кај нас само Силјановска, Стефчо Јакимовски гарантирам дека ќе дојде. Максим ќе дојде. Максим ќе дојде. Арбен Тарабари. Таравари и Бујар Османи може да дојдат. Да. Мислам дека руската линија Стево Пендаровски и Билјана Ванковска нема да дојдат. Билјана Ванковска најави дека нема да дојде самата, но пак мора да ја поканим. Не ще тако не дојде. Мора да ја. Мислам дека знаеш зашто? Ще така не затоа што имате вие еден однос кој што мене ми е мистерија. Ќе ми биде драго. Има нешто мистично во односот меѓу тебе и Ванковска кој што би сакал да го следам овдека во живо. Например, исто така измеѓу те Пендаровски сега. Стево Пендаровски мене ми е слаба тачка, значи, но сепак е тачка. Мислам на врв на јазик ми беше. Не, би ми било драго да дојде Стево Пендаровски, со него исто сак. Он е критичар, како човек кој се бави со критика, а не со водење на држава, ќе биде брилијантно друштво овде. Да? Да. Па ќе биде. Бујар Османи е уште сега му кажем дека ќе мора овде да разговараме дури и за пресадувањето. Не се, ако дојде тука за тоа нема да го прашуваме. Ќе те злоупотребам тебе, кажеш мај дај му совети на Боцевски како и он да ја врати. А немам проблем со тоа. Знаеш, ја немам проблем со такви работи. Ја не гледам ништо проблематично кај себе што не можам да сами да го справам. Нели? Така што ќе те злоупотребам за да го прашам. Небе со годините си доаѓаат и други убавини кои што треба да ги прифатиш, тоа е дел од тебе, не треба да бегаш од тоа. Подобро е да ја изгубиш косата од да го изгубиш паметот. Да. Значи сега има една точно. далеку е подобро. Точно. Има и такви што едното и другото го губат, знаеш. Тоа е и често, да, добро. Тоа е. Еве имаме од слушателите и за Стево уште еден со народниот критичар. Не бе, нели нашиот беше. Не, он е нашиот аналитичар. Нашиот аналитичар, народниот критичар. Добре, мислам дека. Боже мој. Ај, клучевите ги фативме се, ги заборавивме. Чии се клучевите од... Значи, печатот бил на села, процени судот. Да, ама вели адвокатот на Алијанса. На Таравари. Епа, и двајцата се Алијанса се. Не, ма овој што бил избран или на Конгрес, така. Добро. Вели немало рочиште. Така вели немало рочиште. Без рочиште имало пресуда? Да. Невозможно е тоа. Какво судство? Не, што се случува? Ајде да видиме. Судија од Дуи се случува, што се случува? Не, ајде да видиме дали воопшто имало нешто. Затоа што ако немало рочиште, нема одлука. Знам само дека еден село отиде со Али Ахмети и носител во петката, така. И носител е во петката. Дека во владата останаа министрите лојални на села. Сите останати заминаа со Таравари во опозиција, така беше? Да. Види, ако немало рочиште, што многу ми е чудно ова сега. Мора сега Дуи да го коментираме. Зошто? Дуи покажа една интересна стратегија. Освен што ги зема Алијанса на еден села, успеа да собере и неколку партии на турците, на бошњаците, на ромите. Али Ахмети очигледно... Јас напишувам на таа тема една колумничка, ќе излезе ова... Значи супер што ја утре загатнав. Да. Ајде да видиме сега што се случува тука. Значи прво неколку феномени се во игра. Првиот феномен е следниот. Али Ахмети станува муфтија. Не. Добро. Денес ке имам проблем да завршам емисијата, зашто Љупче е прерасположен и умее да ми го одвлече вниманието, меѓутоа ајде да видиме. Али Ахмети си го негуваше својот име
измисли македонската јавност како победник над македонците. Прво на военото поле во 2001 година, потоа на зелена маса. И грижливо го негуваше тој имидж. Целата пиар машинерија на ДУИ, политика на ДУИ беше вложена во тој процес. Му беше успешно. Тоа сега го гледам малце уплашен. Зошто е уплашен? Уплашен е затоа што дел од таа негова политиката што ја вика мафтање на крвавата кошула на учека пред сите избори, веќе не дава резултати. Од многу причини. Прво, 2001 година беше пред 23 години. Гласаат деца, сега не се деца, мажишта се веќе и девојки, родени после 2001 година. Кој што не помна што се случило тогаш. Второ, веќе има дистанца и в ДУИ 20 години ја врши власта, така што знаат луѓето што да очекуваат од ДУИ. Али Ахмети моментов е уплашен од албанците и од нивниот глас. И ова е многу интересно. Тој веќе гледа дека нема каде да бара гласови помеѓу албанците. А му е потребна победа против обединетата опозиција. И сега што прави? Математика. Како што Заев правеше во 2016 година. Ако неам гласови ваму каде што апелирам за гласови, ќе ги барам надвор. Каде ќе ги барам надвор? Кај турците, кај бошњаците, кај ромите и кај другите, за жал само муслимански малцинства, не гледаме некоја српска партија таму во коалицијата. Каква? Српска партија. Со Али Ахмети? Да. Па или Влашка, зашо да не бе? Нели тој бил за сите, така? Да ја замислам таа коалиција помеѓу Драгиша Милетич и Али Ахмети. Не бе, ајде. Визуелно. Ако е некој политичар во Македонија е антипод на граѓанска Македонија, Али Ахмети. И ова е исто доказ дека тој е против граѓанска Македонија. Гледаш се, консолидира блок околу религиски блок и етнички блок. Дали во таа коалиција има една партија со граѓански предзнак, Липчо? Една. Нема. Значи сите се етнички партии. Предводени од ДУИ. Ние во Македонија сме пред совршениот модел, момент да создадеме конечно граѓанска држава. И тоа ми е Затоа поентата, што да. на едната страна ние ќе ги имаме етничките партии, на другата страна ќе ги имаме граѓанските партии. Да. И на трета страна СДСМ ќе го имаме. Така ги станив? Они се нешто сосем друго. Не се ни едното ни другото, тие се. Да, и сега како што Заев ги излажа албанците во 2016 година. Зошто сега ниту еден албански глас нема да отиде за СДСМ? Зошто освен Фатмир Битичи не гледаме нешто разноликост, албанци на листите на СДСМ? Ги излажа. Нема му беше потребна математиката. Тој требаше да се приближи кон ВМРО ДПМН, не знаеше како. Шуто и рогато. Тоа беше тактиката. Еве го, сега Али Ахмети повторно. Шуто и рогато. Со тоа што пак не може да се надрасне себе си. Не може да се надрасне себе си. Ако идеме по принцип на малцинства, кај му се србите? Кај му се власите? Бугарите бар да ги викнал, така ли? Кај му се сите етнички заедници кои не се со исламска вероисповед. Даде, бугарите, Па затоа ја реков, не за џабе реков, изгледа сака муфтија да биде. Хрватите, словенците, русите, украинците. Имаме сега и такви. Не имаме одамна, сме имали од секојаш. Унгарци имаме, пољаци имаме во Македонија, така? Кај се они? Така, убаво што е начна темава, оваа тема треба малце да отвориме малце појако. Но очигледно е дека се екипира. Али Ахмети е свесен дека нема веќе од каде да цеди гласови, од каде да зема гласови, од каде да бара гласови кај албанците. Свесен е дека неговата порака дури контрапродуктивна кај албанците и сега бара дополнителни, како што на времето вика, контингенти на гласови. Кај ги бара? Кај турците, кај бошњаците, кај ромите. И сега ова е проблем, сериозен, затоа што, како што реков, потврдува дека е политичар која дели Македонија, не ја обединува Македонија, потврдува дека не е граѓански политичар и на крајот на криштата потврдува дека, што е најбитно, кај албанците веќе има проблем, сериозен. Значи, пази, тој уште како жив си градеше статуа на
херој и основач на албанската нација во Македонија. Еве ги пукнатините на таа статуа. Значи, нели, статуите по некој време се кршат, така? Заради некои пукнатини кои што ги предизвикува времето. Во политиката, статуите на политичките херои се кршат заради пукнатините што ги прави корупцијата. Значи, не може да се купува со равија и да се бориш за етнички права. Не иде тоа едно со друго. Дошто се ја продадува? Не знаеме, да видиме кому. Така што еве, убава тема начна Липчо. Мислам дека ги исцрпевме темите, а? Да се бајлева или? Во Македонија се повеќе се заборава едно име да се користи, порано се користеше тоа името Диоген. Ни фали овде еден Диоген, мислам. Да, тој со свеќе што барал насреден човек и не можел да го најде. И секој ден парадоксите кои ги гледал на луѓето. Ни фали овде нас еден Диоген, почитувани слушатели. Аристотеловци имаме колку сакаме, Платоновци имаме колку сакаме, Сократовци уште повеќе. Еви епикуријанци. Тоа ни беше омилениот назив на еден филозоф на предметот политички систем, кој го предава Ненад Марковиќ и Иван Дамјановски. Особено беше добро кога Ненад Марковиќ акцентирањето на Епикур го ставаше на буквата К. За да не насмее нормално. Добре се. А? Добре се. Само е советник на Пендаровски. Веројатно го учи како да критикува. Почитувани слушатели, не е лесна нашава работа. Председателот сака да ни го земе лебот и тој да биде критичар наместо нас. Може би требаше да пробаме ние да бидеме председатели.